Аграрот на колена, а земјоделците пред социјален колапс. Ваквата состојба е резултат на лошите политики кои ги водеше досегашната власт. Без итна владина подршка, Македонија ќе се соочи со недостаток на храна, алармираат од Националната мрежа на земјоделци. Предупредуваат дека работат со загуба и се на работна екзистенција. Слаб пласман, ниска откупна цена, немање на кадар се само дел од проблемите со кои се соочуваат македонските земјоделци. Имаме и друг проблем. Ова година имаме негде околу 10.000 земјоделци што не можеа да ги остварат правата на дополнителни субвенции. Значи поради некои административни бариери што ги имаше наметнато претходната влада. Така да мора некако да се барат решенија, да се седне, да се разговара, нешто да се согласи. Иначе вака ако продолжиме, значи ние како земјоделци ќе пропаднеме, меѓутоа ќе се соочиме со страшен дефицит, недостаток на храна, со скапа храна, неквалитетна храна, така да ситуацијата е многу тешка. Неизвестно си пред стартот на новата жетва на пченица. Како една од мерките за спас на домашното лебно зрно, земјоделците предлагаат да се запре увозот на странско жито, а за таа сметка да се стимулира домашното производство. Ако се задржиме на овогодишната цена, мислам дефинитивно ние ќе бидеме длабоко во загуба. Евентуално, значи, ако дојде до корекции, ако биде цената на пшеницата над 20 денара, можеме да збориме за некоја економска рентабилност. Испод 20 денара, апсолутна загуба. Пролетните врнежи од дожд благопријатно ќе се одразат на посеаните житни култури. За оваа година се очекуваат просечни приноси со добар квалитет. Иако Македонија важи за земјоделска земја, годишното производство не ги задоволува потребите за пченица, кои се од 310 до 330 илјади тони, па затоа се увезува најмногу од Србија.